Благодарам, председателе. Со овој амандман, како што кажавте и вие, од Министерството за економија, од подпрограмата помош на технолошко-индустријските развојни зони, убаво кажавте дека, како и во сите други амандмани, каде што бараме намалување, со цел да им се побрзо помогне, а и да им се помогне без да се наново задолжуваме на оние луѓе кои што претрпеа штети со поплавите, предвидовме да она што е луксус, она што се услуги, она што се реклами и пропаганди дека нешто се гради и дека нешто се помага на народот, да се скратат од секаде помалку, за да може да се исплатат овие штети. И она што еден колега овде го кажа дека сите ги собрал, дека се 27 милиони евра, тоа е точно дека се 27 милиони евра, тоа го планиравме. 5 милиони бидејќи самите од та дел се откажуваат од владата, тоа се 32 милиони евра. Ставете на тоа 10% оние што редовно почетно ги земате за секоја работа која што се работи во Република Македонија најмалку, ете ви ги сите пари кои што се во буџетот. Ние тие пари планиравме воопшто да овој пат барем од маката на граѓаните и од штетите на граѓаните, барем тука да се откажат од оние 10% кои што ги земаат оние кои што седат по фотелите по министерствата. И сега овде да се кажува што се изградило и како се градело и да се нафрлуваат огромен број на работи. Не ни мислев за овој амандман да се јавувам за технолошко-индустријските зони, кога веќе ги споменувате. Немојте барем Тетовската зона да ја споменувате, бидејќи од овде 1000 пати до сега сум излегол и сум кажал. Таа индустријско-развојна зона со бел шатор е отворена уште 2007 далечната година. Требаше до сега илјадници луѓе да работаат, меѓутоа таа индустријско-развојна зона е приватна собственост, почитувана македонска јавност, и државата до сега воопшто нема инвестирано ниту еден денар, освен што она што е како земјиште им го даде на тие кои што се приватни собственици, и тоа сето го смета како јавно-приватно партнерство. Дека има таму вработувања, до ден денес слободно можем да ви кажем, само една леар пред една недела ги префрли сите оние работници кои што работеа на шиење седишта во Гостивар, во Мего 18 ноември во изнајмена хала, за да после 6 месеци овде се префрлат и да ги користат бенефициите наводно на државата, каде што некој кажува дека 0 денари даваме, ама прашајте ги тие луѓе дали плаќаат пензиско, дали плаќаат здравствено, дали плаќаат сите оние давачки кои што треба да се даваат, и да не прават споредба со она што се прави во Србија. Во Србија и 5 и 10.000 евра да дадат за едно работно место, од првиот ден оној кој што ќе биде вработен ги плаќа сите давачки како што ги плаќаат во цела Србија. Истото нека се работи во Република Македонија. Кога влегувате во Тетово пред таа индустријска развојна зона, погледнете малку лево од вас и ќе видите дека повеќе објекти, повеќе погони се градат во општина Желино на влезот. Тоа се приватни луѓе, приватни иницијатори кои што приватно ги градат. Додека во индустријската зона од најавите уште лани 2015 кога беше Никола Груевски во спортската сала во медицинското училиште, кажа дека до ноември 2015 година ќе има 2000 вработени луѓе. За жал, би ми било мило не 20.000 да има вработени, би ми било мило и 1000 да има, како што кажала колешката Лилјана Кузмановска, а верувам не ни била тамо некој дошепнал дека има вработени. Цела индустријска зона има 200.000 вработени, а она што вие кажувате дека е инвестиција од државата, и овде ги пишувате секоја година, сите овие години, дека помагате во тие технолошко-индустријски развојни зони, слободно можам да ви кажам дека тоа јавно-приватно партнерство, таа приватна фирма, дадена е на извршител, токму од приватна фирма која што ги градеше и патиштата, која што ги градеше и пристапните патишта, осветлување, канализација и ред други работи за таа зона, што значи дека државата нема денар дадено. Ако ги давала по други джебови и тие не се стигнати до индустријската зона.
Што значи толку за она што вие го кажувате дека инвестирате, а она што ние го баравме со овој амандман е да се откажете луѓе од она што значи да им удирате по 10 пати на час на луѓето низ Република Македонија, дека сте направиле ова, дека сте направиле она. Од она што значат услуги за промоција на овие кои што ги водат индустријските зони. Народот секако ќе дознае, оние што живеат таму се најпогодени и оние што живеат таму секојдневно чекаат да се отворат работни места и чекаат да бидат вработени, ама престанете веќе еднаш со лажењето, престанете еднаш со она што се вели манипулација со граѓаните и престанете веќе со злоупотреба на парите од граѓаните. Сите овие амандмани ги дадовме со една единствена цел. Од една страна да им биде помогнато на оние кои што ми е потребна помошта пред да дојде зимата и да бидат сместени во нивните домови, да им бидат реновирани, не да им дадете нови домови. Затоа што она што го кажувате како социјални случаи, половина ги давате на луѓе кои што веќе имаат и куќи и станови, ама сакале да земат и во главниот град одредени станови за да можат тука да живеат. И сега, кога велиме да се откажеме од се по нешто, нормално дека вам ви е најлесно, не вам како пратеници, вам ви е наредено да изгласате сето тоа. На владата е најлесно да земе од она што се кажува кредити и оставени пари за наредната година како резерви. Не дај Боже да не задеси уште една криза било каква во Република Македонија, знаат дека има таму остануваат уште стотина милиони, они повторно ќе се дрзнат повторно да земаат од тие пари. Ако им донесовте законско решение со кое што можат по 5% од сите институции да земат, знаејќи какви се институциите заглавени до гуша, а знаејќи дека секојдневно само да ја спаси грујо кожата вработува и капом и шаком и онаму кај што не треба па седат по ходници луѓето, ама сето она што го правите преку медиумите испаја дека вие се грижите и за Македонија, и за македонските граѓани, и за се она што се зборува за економијата. И она што го прават странските инвеститори, како во Ирска што излезе со EIPAL, за неколку години може ќе излезат и овде таквите скандали, ама повторно тогаш треба овде некој да излезе и сето ова што сега го зборувате здушно дека вие сте за инвестиции, дека вие сте за вработување, дека вие сте да се привлечат само странските инвестиции, ќе падне во вода и сето тоа некој ќе треба овде да се срами и да го објаснува пред македонските граѓани. Затоа уште еднаш ви кажуваме да не зборуваме за сите амандмани, бидејќи едно треба да сватите. Погледнете од кои подпрограми бараме секаде да се скрати помалку. Од луксузот, трошењето на стоки, канцелариски материјали, рекламирање и ред други работи кои што се непродуктивни трошоци токму на сите овие владини, да не речам министерства, дирекции и ред други работи кои што се финансираат од буџетот на Република Македонија. Зошто не кратиме и не бараме да се скрати на и онака скратеното Министерство за образование, кое што се пали дека гради училишта, а од друга страна знаеме каква ни е состојбата. Посебно онам од кај што доаѓам, не сакам више ни да споменам. Нек не излегува на телевизија дека го решиле случајот со гимназијалците, а прашајте во Тетово дали гимназијалците ученици и професорите одат некаде на настава. И кажете ми во 21 век на кои тоа ученици им се нуди да одат на училиште 2 смени од 16 часот до 21 часот. Има ли некаде некоја држава која што тоа го прави само да учениците по 20 минути имаат часови и да завршат гимназија? Јутре заутре тие ќе очекуваме да ни бидат граѓани, да седнат овде, да бидат и да ја водат оваа држава, министри, заменици министри или научници и ред други работи. Затоа немојте да ја фаќате работата погрешно и немојте да сваќате и да кажувате дека никој не е за да им се помогне на граѓаните. Оној кој што ја осетил на собствена кожа сака и те како да им се помогне на граѓаните. Ама кога гледате дека има нешто приоритет во државата,
pa skratete od ona što je luksus, skratete od ona što u momentu dne nije potrebno. Samo to ako baram je ništo poveće od 11 amandmani. A vi kako gledam, ušte na prvi od zapravte so faljenje, kažuvanje na programi, kažuvanje na met i mleko jaka teče sekade, a znajeme tije od kaj što dođame kakva je situacija na terenu. Благодарам.